Насловена како експедиција населување на Фениксија, извидничкиот одред Феникс од Прилеп годинава ја организираше третата поред извидничка акција, во која што учествуваа над 200 извидници од Македонија и Србија. Учесниците на настанот беа сместени во шатори во близина на манастирот Свети Јован Крстител кај Маркова чешма. Целта било преку надпревари во ориентација и дружење, екипите да го населуваат измислениот континент Фениксија. Надпреварувачите имаат стаза од 5 часа низ градот, со што ќе ги посетат културните знаменитости на нашиот град, потоа се враќаат тука на стартното место, имаат полигон со игри и потоа на крајот се собираат бодовите и утре веќе имаме свечено затварање. Во Македонија моментално имало 18 извиднички одреди со околу 2500 активни членови. Вакви настани се организирали во многу други градови, а извидништвото останувало доста популарно. Целта на извидништвото е поттик на младите луѓе да ја засакаат природата, да научат како да живеат во природата и како, според мене, како сами да се снајдат во животот. Извидништвото е дружба, голема дружба меѓу луѓето, од најмала генерација до најстара генерација. Македонските извидници имале огромна соработка со извидниците од целиот свет. На нашата смотра која се одвиваше во Скребатно, во Охрид, имавме посета на 18 земји надвор од Македонија кои беа гости. Од 1700 учесници имаше на смотрата, зборувам за млади деца. Зема се поголем замах. Македонија е се повеќе и повеќе посетена од странски, да речем, од надворешни извидници. Имаат голем интерес, имаме прекрасна природа, убави реони за движење, за кампување. Македонските извидници сепак се пожалија дека не добиваат ниту денар државна помош и побараа поголема поддршка од институциите, потеркот на тоа како се финансираат овие здруженија во Европа. Како што стремиме кон Европа, така и ова младенско движење да полека почне да се финансира, односно поддржува на таков начин како што е тоа регулирано во западните во развиени земји. Овој настан во Прилеп ќе трае до недела, кога свечено ќе биде затворена оваа експедиција.